ГДУ смета дека Штип споро ги решава ризичните пешачки премини во градот. Во писмено соопштение до медиумите од партијата истакнаа дека уште лани во ноември тие до локалната самоуправа понудиле идеја за решавање на овој проблем која е веќе применета во многу европски, но и македонски градови. Идејата е реализирана и во Штип, но не со темпото кое ГДУ го очекувало. По 8 месеци напорна работа во Штип го имаме првиот таков пешачки премен кај училиштето Тоша Арсов. Ако со ова темпо се работи до крајот на мандатот на градоначалникот, ќе имаме уште минимум 3 вакви капитални објекти. Од овој момент ние од ГДУ ќе бидеме многу внимателни со давањето на идејни решенија за проблемите во нашиот град, бидејќи со ова брзо темпо на работа нема да имате време да ги реализирате. Останаа само уште 2 години од мандатот. Истовремено, сакаме искрено да прашаме зошто се градеше кружниот тек кај ЕМУЦ средното училиште Колен Ехтенин, кој чини неверојатни 9 милиони денари, кога ова можеше да биде решено на истиот начин. И да не заборавиме да подсетиме, но истовремено и да прашаме, дали го склучивте и анексот кон договорот за кружниот тек и кога мислите да ја информирате штипската јавност за истиот? Стои во соопштението од Граѓанско-демократската унија. На ова исто така со соопштение реагира од општина Штип. Решенијата за ваквите проекти не треба да ги носи политиката и политичарите, туку стручните овластени инженери. Имено по поставувањето на мостот на река Брегалница ќе се добие уште една фреквентна улица од населба Пребег до населба Сењак, која ќе вкрстува со булеварот Гоце Делчев. Од тука се јавува потребата за изградба на кружен тек со цел смирување на сообраќајот, но и безбедно движење во сите 4 правци. Како тоа замислувате да функционира таа крстосница после пуштањето на обиколницата и неколкукратното зголемување на сообраќајот во другата насока без кружен тек? Оваа локална власт се грижи за безбедноста на граѓаните и токму затоа е изграден овој проект. Кога зборувате за проект од 146.000 евра, треба да знаете дека со тие пари е изградено целосно нов кружен тек и целосно нова улица во должина од 250 метри и 5 пристапи до тамошните објекти, со тротоари, тампонирање, 2 слоја асфалт и рабници. Повторуваме дека понудените цени за овој зафат беа од 190 до 420.000 евра, а после аукцијата е дојдено до најниската понудена цена по закон за јавни набавки. Се вели во реакцијата од општината.